Fit ка сиула и прашува колку време треба да помине за да се навикнеш на новиот начин на исхрана и колку време треба без cheat meal. Cheat meal, у принцип, за оние кои што можеби не сте го сретнале, е преварантски оброк, односно кога си можеби на добар начин на исхрана да изедеш некаков junk food, некаква процесирана храна која што ти е омилена. И прашањево е супер, од причина што баш и вчера го разговарав со луѓето со кои што работам. Три предизвици има кога човек почнува нов начин на исхрана. Првиот е првите 3 до 4 дена додека телото свати дека се случува нов начин на исхрана и додека практично се влезе во тој нов шаблон и да престанат можеби тие кризи за благо грицки кои што можеби не се стандардни. Вториот предизвик најголем е некаде после трета недела, четврта и пета можеби, али најчесто четврта, затоа што се јавува плато ефект, стагнира телото со промените, го фаќа носталгија народски кажано и многу често тука луѓе знаат да се откажат од причина што често може да се посомневаат дека можеби и ова не е баш добриот начин на исхрана и правата диета. Од друга страна тука најмногу влијае околината, затоа што често кога почнуваме нови работи, никој баш не ни дава признание и оптимизам, туку повеќето од луѓето ти викаат тоа се глупости, ти влеваат семена сомнеш и се скептици и често знаеме кога сме сами да потпаднеме на тоа влијание. И третиот најголем предизвик кога почнуваме нов начин на исхрана е некаде туку 8 и 9 недела и тие по мене се најтешките недели од причина што телото го фаќа сериозна носталгична криза за старата форма, за старите навики и 80% некаде од луѓето кои што од искуство да го зборувам, кои што 9-та недела ја поминуваат со максимална дисциплина без да прекршат и стегнат заби да не се предадат, имаат големи шанси дека веќе ќе ги надминат сите кризи и дека во голем дел ќе го завршат процесот и нема да се вратат никогаш на старите навики. Така да првите 9 недели ти се клучни фит ка сиула.